со своето 519-то издание. Настана една промена во програмската шема, кај што морав да ја поместам емисијата во терминот на редовната емисија ТВ 103, односно таа е мојата друга емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, заради тоа што во среда се одвиваше селекцијата на крацери во Музејот за современа уметност како составен дел од Синедис, па јас и Владко Галевски сме селекторите на двете проекции кои што се одржа на фестивалот за краток жанровски филм Крацери, така што не можев да бидам на две места одеднаш и таа физичка препрека резултираше само овој пат да ја префрлам во друг термин емисијата, во која ќе ви направам репортажа за сето тоа што имав можност да го погледнам на 21-то издание на еден од моите најомилени филмски фестивали во Скопје, кој го внесе културниот дух во неговата матна реалност. Така што денес ќе ви говорам за моето овогодишно доживување на Синедис и состојбите на домашната кинокултура и предизвиците кои што се соочува во овие пандемиски периодизации во кои што живееме. А на почетокот на емисијата слушнавме композициите Your Song на Planet of Zeus и Lucid ја слушнавме од Kia Mods, односно Thousand Mods, како милувате наречете го овој бенд. Меѓутоа, тоа се два од неколкуте бендови кои што ќе ги слушаме во текот на емисијата, односно групи кои доаѓаат од нашиот југ, односно од југот на нашата држава, каде што ќе може да слушнете композиции кои се работени од страна на популарната и пред се актуелната грчка стонер рок сцена со влијание на прогресивни и психоделични сегменти, па еден од тие предводници е и бендот Around the Fire, од кој што ќе слушнеме композицијата Awakening, која што се наоѓа на Celestial Keepers, односно на нивниот албум, така што слушаме прилично актуелни и прилично моќни грчки стонер рок бендови кои што, ако не се лажам, само Наксатрас присуствувале, односно гостувале во Македонија, имале нивен концерт, така што се надеваме дека во иднина ќе може да и погледнеме барем дел од сите овие бендови кои што се моментално оддалечени на 200-300 километри од нас, меѓутоа не треба да представуваат тоа некакви пречки за да може да уживаме во моќниот звук кој што доаѓа од југот. Така што во текот на оваа емисија, покрај тоа што ќе слушате моја репортажа, односно патепис, ако сакате условете го тоа, на доживувањата кои што престоја во оваа недела додека се одвиваше Синедис, ќе биде проследено, се разбира, и со одлична и моќна музика. А Данс е Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, се борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е една мала победа против шундот и апатијата, и целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Денес имаме закажано полноќен танц со смртта по 519 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 519-то издание, посветено на 21-то поред издание на фестивалот за европски филм Синедис, кој што започна на 7 јули во четврток. Тоа беше првиот ден на фестивалот, премиера со црвен тепих, пуканки и вода на Мими во режија на Даријан Пеовски, македонскиот долг игран филм кој што го отвори фестивалот на кров на ГТЦ. Подигнато е платното, поставени столчињата, екипата од филмот е тука и проекциите можеа да започнат. Мими е психолошка драма со трилер елементи во која насловната улога ја има Наталија Теодосиева, која што е девојка која од внатрешниот дел на државата ги доаѓа во големиот град, ги напушта родителите и малограѓанската средина со родови предрасуди и оди во Скопје, односно големиот град кај што сака нов почеток, студира на политички науки, работејќи во киоск кај нејзиниот самотен Вујко. Таа не може да го избрише болното минато кој има оставено лузни не само на нејзиното тело, туку и на нејзината психа пред се. Интровертната студентка ја запознаваме во пијаца во Скопје со екстровертната Сара, глумејќи ја од страна на
Тамара Ристовска, млада мајка со богат, но насилен сопруг, па спријателувајќи се со неа, Мими станува нејзина бебиситерка, водена од мајчинството кое што не може да го има, настанува една злоупотреба на довербата помеѓу пријателките, кај што доаѓаме до еден пресврт во кој што пламнуваат фрустрациите и животите се загрозуваат од изиграните потези пред се. Филм во кој не се јаде се што лета, односно што би рекли американците, нештата не се такви какви што се представуваат, затоа што пријателството помеѓу девојките прераснува во обсесија, која што на почетокот е игрива имитација на маниризам, која се претвора во заземање нечија улога во туѓиот живот. Филм работен по нормативите на поетиката на Брайан де Палма и неговите обсесивни заемности на спротивните ликови. Снимателот Дејан Димески прикажува една визија на Скопје од централното градско подрачје, кај што работи и живее Мими, искористувајќи ги светлата на градот и толпата за да се долови контрапунктот на Дороти, која што не е повеќе во Канзас и големиот и светкав град е подготвен да ја проголта и трансформира, како што Линч нели милуваше да ја подлегне на омивоц на неговиот трансформативен Молхоланд Драйв, а монтажерот Владимир Павловски цели на едно спорадично темпо кое е нужно за запознавање со протагонистките, но и со нивните темпераменти, но остава преголем простор да присуствуваме во интимата и се пролонгираат на тој начин жанровските елементи кои би сакал да се распространети на секаде во филмот, затоа што сум ненаситен гледач кој би сакал да подлегне и на поексплозивна меѓусебна пресметка помеѓу Мими и Сара, како кулминација пред се на градацијата и предавството, да се разбранува пред се действието. Прегната е една паралела на куче со Мими, која мисли дека нели во телото дека нејзиното тело мисли дека е трудна, една паралела со фрлањето и на ѓубрето на женското дете кое си оди од домот и една наредба на Сара да го фрли ѓубрето од кафулето, која символизира два контрадикторни погледи на животот на Мими во руралната и урбаната средина. Наталија и Тамара одлично си ги доловија зацртаните ликови, а во своите споредни улоги машките актери има преодредени типизирани ликови кои ги изведува, како што тоа беше населниот Оливер Митковски, самотниот Петар Мирчевски, Шалабајзерот Сашко Коцев, потоа глумеа и Владимир Петровиќ, Стефан Спасов и други. Уделот на музичките композиции на Александр Пеевски е највоочлив во сегментите кога се расплинува неговата оркестрација која изведува приспивна свита, една звучна нишка која што одекнува како ехо за нереализираното мајчинство на Мими. Депалновски филм на Даријан, налик Пешен, со силни женски ликови, со одветен перформанс на истите, филм кој одамна требаше да биде снимен во периодот на домашната, пред се во периодот на доминацијата во светски рамки на еротските трилери, например, за да бидеме во тек со времињата во 90-тите, па од денешен аспект може да делува како вешто одработена реликвија, еден одек на славните години на овој поджанр, но е убаво да го има и во домашната кинематографија. 8.7. 2022, петок, вториот ден на фестивалот. Успевајќи да ја лоцира мојата акредитација и требаше да се одржи мојата селекција на крацери, односно на нов жанр во Музејот на современа уметност, ама започна од 15 часот да врне и да го потопи Скопје до 22 часот, така што немаше хумани услови за изvedба на проекцијата надвор во дворот на Музејот на современа уметност, затоа што значеше дека план Б беше ставен во погон за сите проекции, меѓутоа немаше доволно киносали во Скопје за да може и крацери да се смести во нив, односно Милениум беше замена за кров на ГТЦ, Фросина за паркот на МКЦ и кинотека од дворот внатре беше префрлено и буквално толку се киносалите во Скопје кои што се на располагање, што значи дека за крацери почнавме да бараме начин да се одржат проекциите, па макар и да е внатре. Остана незгрижени крацери тој ден, меѓутоа информиравме на социјалните мрежи, ама да некои посетители не дојде нашето извинување и известување, така што и лично им се извинувам зашто не можевме да најдеме начин да се одржи проекцијата во петок. Тоа значеше дека бе во Милениум да го гледам Final Cut на Майкл Хасановичиус.
пред почетокот на филмот не беше јасно зошто воопшто и ремейкувано јапонското ремек дело One Cut of the Dead, филм кој во 2017 година беше избран како дел од најдобрите 10 хорор филмови на годината во Дансе Макабре. Така што ниту е стар, ниту се менува контекстот кога ќе се направи на француски, премисата е иста, режисерот се нафаќа да снима 30 минутен зомби хорор филм во еден кадар кој треба да се емитува во живо како додека се снима, да се стрима, односно по прикажувањето на стримов. Вториот сегмент е предпродукцијата и третиот сегмент е одвивањето зад камерите, што беше брилјантно и иновативно изведено од одлепените јапонци. Го имам погледнато и спин-оф филмот кој не го режираше Уеда, односно One Cut of the Dead spin-off in Hollywood, а го имам погледнато и Mission Remote, односно трилерот кој што е снимен со препреките на изолацијата и од страна на Уеда, меѓутоа со поделениот екран, односно share screen технологијата, така што тој веќе си направи еден култен статус со овие блесави пред се филмови, блескави, и прашањето ми остана неодговорено што придонесе Хасановичиус со неговиот ремейк на се уште актуелен и незастарен филм пред се. Беше прикажан на Кан, точно, но на ниту еден начин структурално не го освежи филмот, линијата на действието беше идентична, имаше мала игра дека е условен да користи јапонски имиња, заглавуваше музиката почесто и камерманот кој на тоа се надоврза со интервенции за да го украде филмот и да го присвои пред се. Имам впечаток дека Казановичиус бил љубоморен зашто не му паднала на памет оваа уникатна идеја, па ги купил правата за да го ремейкува пред некој друг да ја направи таа глупост. Идентична е релацијата на татко ќерка, односно сопруга актерка, алкохолизмот и проливот, проблемите на сет се пресликани, но чумо. Ќе биде прашање на кое јас нема да најдам одговори по гледањето на филмот. One Cut of the Dead е ремек дело, како и останатите филмови на Уеда, а десетми на кои се изборија со дождот и дојдоа до заоцнетата проекција, кои не го гледа јапонскиот, верувам дека уживаа во францускиот филм, ама тие кои го гледале како мене, верувам дека се длабоко разочарани за овој филмски факсимил кој има 7 од 10 од мене. По него следуваше Чајковски Wife на Кирил Серебреников, кој што беше 2,5-часовен филм, кој што следуваше исто така петокот, дело посветено на турбулентната врска помеѓу Петар Илич Чајковски и неговата сопруга Антонина Милјукова, биографски филм, односно биопик, во што се опишува проблематичниот сооднос кој го има Антонина, која е заљубена во повозрастниот од неа композитор, љубов која не е возвратена поради неговата потреба да ужива во самотијата и да компонира во мир, наместо да се инволвира во љубовната врска, која што секогаш е во дисбаланс, претворајќи од Антонина заробеничка на домот и бракот, од кој што многу потешко е да се излезе од бракоразводна процедура, отколку да се влезе во него. Иако првиот сат од филмот делува како една периодична драма од 19 век со впечатлива фотографија на лик периодичните, нели, Бери Линдон и The Favorite. По завршувањето на едночасовното запознавање со ликовите, постепено се отклонува од симплифицираното прикажување на измачувачката врска, па започнува да ги тенчи границите на имагинацијата и станува поабстрактен и порадикален, што мене ми се допадна, кај што Антонина е ставена сама со 5 голи мажи во просторијата, како и една сцена во која што се само задоволува Чајковски на неа, за да во епилогот градацијата достигне до една балетска кореографија кај што ќе биде одиграна безизлезната ситуација. Уште во воведниот миг кога станува од погребалниот ковчег Чајковски до фотографијата на снежниот предел, делува како еден сон, налик претходниот филм на Серебреников, кошмарниот свет предизвикан од грип, кај што Петрови беа под тешки халуцинации. Меѓутоа Чајковски и неговата сопруга не се поштедени од овие естетски очудувања од реалноста. На филмот му треба една воведна липосукција од половина, барем во првиот час, половина час, за да се долови акцентот на очудувачките мигови и да не мора до 1 часот по полноќ, нели, да ги чекаме за да ги погледнеме. Но кога ќе дојдат, го достигнуваат саканиот хипнотичен занес, од мене и тој има 7 од 10. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение слушаме Void Druid со Super Ego Villain, потоа следува Death Radio со Death Club, па Puta Vulcanos со Entropic
Republika и Lord 13 со Get Your High, грчки стони рок бендови кои што и тоа како имаат што да кажат на музички план. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 519-то издание, посветено на 21-то поред издание на Синедейс, а во прегледот на ова репортажа доаѓаме до 9.7.2022, односно во сабота, кога конечно најавме соодветно место и време за селекцијата на фестивалот на краток жанровски филм Крацери, заради тоа што поројните врнежи викендот не престанаа, но тоа значеше дека повторно ќе се префрли програмата во Милениум и Фрусина, а во Фрусина во недела ја закажавме мојата селекција, а во среда беше префрлена селекцијата на танцови филмови на Владко. 3 пати го имам погледнато претходно Crimes of the Future на Девид Кроненберг, но не е на одмет да го погледнам и на големо платно, великанот на филмот во кој се колнам. Транскуманизам пар екселанс, за кој имаме на 20 минутна анализа на мојата емисија Видеологија, па да не се повторувам и тука, да оставам простор за филмовите за кои што не сум потрошил збор, а Кроненберг мора да се доживее на големо платно, како составен дел од еден масовен оргијастичен воајерски аудиториум, фасциниран од погледите кои ни ги овозможува во еднината, која е на прак од реалноста си ги видов сите љубители и љубителки на телесниот хорор во државата и тоа ме направи среќен, ме израдува. Слава ми е секој филм на маестро Кроненберг кога го гледам на големо платно. 9 од 10 има Crimes of the Future. Следуваше еден од најценетите артхаус јапонски режисери Хироказу Корееда, авторот на Shoplifters, кој го немаше дозавршено филмот Брокер за минатиот Кански фестивал, но за овој успеа да даде своја верзија, која што имавме можност да ја погледнеме во Милениум, благодарение на Синедейс. Не знам колку им е тоа јасно, односно колку се запознаени со овој факт гледачите, заради тоа што гледам дискрепанца помеѓу распродадените проекции од минатото на Омодовар или на Вуди, а на две раце се броја посетителите на Корееда. Точно сабота навечер секој сака да оди во кафуле, се журка, ама нема светот да пропадне ако не излезете на сабота и погледнете еден интригантен филм за новообразените семејства помеѓу ликовите прособрани од секаква провениенција, кои ги негува Корееда во неговата филмографија. Овој пат снима роуд филм, кај што двајца брокери со бебиња на децата оставени во кеса пред сиропиталиште се обидуваат да ги продадат и да им најдат нивен дом, овој пат заедно со нивна мајка, која соработува со две полицајки од одделот за полиција за следење на овие криминогени активности. Млада мајка која сака да најде соодветен дом за незиното бебе, заминува на ова живото исполнувачка пред се авантура, иако на грбот ја носи теговата од убиството на насилниот татко на бебето. Корееда меша комични и таговни поставености во кои се впрегнати ликовите, натежнува кон флоскулата за децата да нека се родат па ќе се снаоѓаме, што беше доволно за екуменското жири да го награди на Канскиот фестивал, кај што зема и палма за најдобра машка улога, која е и тоа како заслужена. Требаше неколку години порано да игра на Кански, но Корееда немаше завршено со тој рез, па затоа оваа година нели го понуди. Миленик е на фестивалот по Shoplifters и секако дека неговиот манеризам е добре дојден таму. Наоѓа решенија за тешките ситуации, но репетитивни се неговите девизи за родителствувањето, иако убаво е еднаш во неколку години да им се навратиме на конститутивните елементи на тоа што представува семејството и како се гради во 21. век, 80 има овој филм. Недела 10. јули, со оглед на тоа што моравме најпред закажеме нели проекцијата на мојата селекција нов жанр од метафестивалот во фестивалот, единствениот термин кој што беше на располагање беше недела во 19 часот, така што ширевме култура за време на протестите, водејќи го својот културен надпревар помеѓу народите. Проектирав 18 кратки жанровски филмови,
пргави остварувања од жанровската провениенција на хорор, трилер, научна фантастика, комедија, еротика и експериментален филм од пристигнатите 1750 филмови, што значи дека овој месец и пол се изнагледав секакви филмови за да изфилтрирам најдоброто, подредам и презентирам во двочасовна антологија. Проблемот со кој што се соочуваме во денешницата е што на мојата проекција, исто како и на проекцијата на Кореједа, Хазанавичиус и Клер Дени имаше изброј на посетители, што не треба да биде така, затоа што изминатите години луѓе се бореа за карта за распродадени проекции на неквалитетните нови остварувања на Вуди Ален, на Фархади. Денес не е така. Ако има журка, младите би оделе на концерт, но да ги впрегнеш да влезат во киносала за време на викенд и во лето, нема шанси. Повеќе би сакал да верувам дека тоа е назнака дека би влегле можеби во киносала на есен или па би гледале на отворено доколку е топло времето, затоа што спротивното е констатација до која не сакам да дојдам, а тоа е дека на младите не им е важен филмот, посебно не да го гледаат во кино кога имаат Netflix and chill. Може да ги имаат двете погодности, нели, ако си ги допуштат. Ми се допадна тоа што на секој посетител различен филм беше омилен, што говори дека диверзитетот на селекцијата и не беше воопшто погрешна одлука. Вечерта ја погледнав новата постколонијалистичка заврзлама на Клер Дени, Starset Noon, со Маргарет Квели во главната улога, која што ја знаете како Тарантиновата Pussycat, или подобро во ТВ103 сум ви говорил во улогата која што ја глумеше како куќната помошничка во ТВ серијата Made. Таа глуми репортерка во Никарагва, која се вовлекува во една љубовна врска со еден матен англиски бизнисмен, за да се обидат да избегаат од државата во Костарика. Збунувачки е, како на IMDb е опишан дека се одвива во 1984 година за време на Сандинската револуција, а бликовите има мобилни телефони со екран на допир, можеби во државата која што нема Кока-кола и долари има мобилни телефони, а прават ковид тестови во 1984. Со други зборови, средете си го IMDb профилот Клер, ве молам, заради тоа што настанува дискрепанца. Ако револуцијата е започната, тогаш не треба да стои само таа година и да го оквалификува како периодичен филм. Непотребни 140 минути на Shopping and Fucking води до развој на една интензивна љубовна релација која пламнува во ова завојувано поле, која немаше да претрпи никакви штети ако се скратеше половина час на купување шампон на пазарче и нарачување на рум, но Гај, Лакорне и Дени не размислувале дека нивниот филм ќе го гледаат посетителите на филмските фестивали и не е единственото дело што ќе го погледнат во животот, така што нека намалат на претензија и нека ги интензивираат силните страни на делото, а тоа е невозможната љубов која се раѓа на завојувано поле, кај што фетишот на Дени, односно војниците, се присутни во творбата и се одраз на постојаниот притисок дека може да настане некаква престрелка и животите кои не вредат многу во таа држава да се одземат, посебно на странците. Така што има матни одвивања до кои гледачот нема пристап и подобро е да биде така, да биде нескротлива закана самата локација. И најмлитава беше можеби престрелката на крајот на филмот на сплавот, кај што ноншалантно си поминаа покрај истрелите. Странците Џон Си Рајли и Бени Сафди го збогатија делото со впечатливи споредни улоги. Снимателот со кој што се запозна во битола, Ерик Готје, се обиде да ја долови напнатоста во кадрите снимени на рака и да задржи некоја доза на натурализам во дивината, кај што се одвојува од населението посетителите од странство. Може да ни подобро оде на Ромео и Јулија во никарагванска Сребреница. 7 од 10 има од мене овој филм. Тука ќе направиме уште една музичка кратка пауза, имено ќе слушнеме малку по спорадични бендови, односно ќе слушнеме Кранк со Slow Forward Jam, потоа ќе следува Тубер со Russian и култните Night Stalker со блузерската Sweet Knife, односно слушаме три бендови кои што ни доаѓаат од Грција и свираат психоделичен и прогресивен стонер рок. Така што уживајте во овие композиции и ќе ви говорам за крајот за последните денови од кои што присуствував на фестивалот Cinedis. Уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дан се макабре со своето 519-то издание, посветено на 21-иот поред Синедејс, а за самиот крај на емисијата преостануваат последните 3 дена во оваа репортажа која што ви ја приложувам за моето доживување и моите погледи на фестивалот, доаѓајќи во понеделник 11.7.2022 по отворањето на фестивалот повторно се качив на кров на ГТЦ за да согледам дека таму се криеле всушност посетителите на фестивалот, затоа што очигледно дека најпогодни се проекциите од 20-30 часот, затоа што веќе во 10:30 завршуваат филмовите и може луѓето нели да се приберат дома порано за да одат на работа, за разлика од градската меанска понуда за викенд. Во понеделник не дека имаат што да прават навечер, нешто атрактивно од градската понуда, ако не е тоа еден филмски фестивал, например. Може би ударните филмови и треба да се емитуваат во овој термин преку неделата, заради тоа што имаше веќе стотина посетители. Проекцијата на филмот Brother and Sister на Андре Десплешан, во кој 2 децении се раскарани една позната актерка и нејзиниот брат кој е писател. Причината за нивната жолчна неслога и кавга е љубомората на сестрата која по 10 годишната агонија пред се да биде објавен братот, кој живее скромен живот во беда, таа е станува љубоморна на неговиот успех. Имајќи ова идиотска причина за љубомора која шири раздор во фамилијата, братот не може да присуствува на семејните збирања, испитнувања, кај што е присутна сестрата, глумено Маријан Котилјард, во која очигледно се заљубени сите посетители на проекцијата. Родителите на братот и сестрата се прегазени од камион и до крајот на филмот ќе заврши агонијата низ која што ќе поминат со закана за ампутирање на ногата на мајката која што е во кома, што многу тешко ќе оподнесе сестрата која е веќе во депресија, со константен плач и неколку сцени во кои го манифестира низиниот гнев и револт во јавност. Напушта интервју кога ќе се соочи со прашањето за низиниот брат, чие што постоење или константно го игнорира. Братот од друга страна се обидува да ги започне започне пред се писателска кариера и отпочне сопствена фамилија, но не ја разбира љубомората на сестрата која не сака да разговара со него. Ирина Лупчански со нејзиното снимање на рака, ама баш на никој начин не ме воодушеви со фотографијата и инсистирањето на силните светлосни облесоци во интериерите, без јасна дистинкција на колор палетата во флешбеците, а најмалку сум задоволен од оваа семејна жалопојка за губитокот на родителите, која на секој може начин треба да ме допре, затоа што сум поминал низ тој процес на тагување, апсолутно не стапи во контакт со мене како гледач, ниту на естетско рамниште, станувајќи еден од тие проблеми кои често ги посочувам за пристрасноста на фестивалите. Имено, како што во Кан се селектираат француски филмови без разлика на нивниот квалитет во официјална селекција, така например во Берлин се прифаќаат чкарт германските мелодрами, така и во Венеција се селектираат италијански филмови на кои не име местото таму, што па ме доведе до силогизмот дека можеби и не треба ѓубрето од француската хиперпродукција да се носи во нашите киносали, освен нели ако сакате да си плакнете очи на Мерион, која секако дека соодветно си одглуми во една пред се мрзеливо напишана семејна мелодрама, може би треба поригорозен критериум за тоа каков медиокритет нели се купува од Кан, 6 од 10, најслаб филм на Синедејс според мене, и тоа мислам дека сум држлив со оценката за Десплешан, чиј што љубител не сум станал низ годините, иако повремено гледам по некои од неговите филмови, а тој упорно ми го потврдува мислењето со секој нов филм дека е преценет автор кој што исклучиво работи со ликови кои што допираат на некој сувапарен начин до културата, оживува некој си артисти пред се главниот дел, фокусот на неговите протагонисти во филмовите, кои што ги селектира, меѓутоа начинот на кој што ги реализира сметам дека бара некаков си засебен подпис кој што ќе го одвои од другите репертуарски филмови. Откако се смрзнав на кровот на ГТЦ, кај што кога ќе зајде сонцето и тоа како се чувствува ветрот и не е од помош невпечатливиот ТВ филм кој што се емитуваше, трчав за да стигнам на проекцијата на Eight Mountains на Феликс ван Гронинген и Шарлот Ван де Мерш,
за да се затопало кино Милениум и ми се стемни пред очи кога видов дека пак 2,5 сати ќе трае и овој филм, и верувам дека тоа е еден од факторите зашто 20 сме посетители на ноќните проекции во Милениум, кои завршуваат во 1 по полноќ, дома сум во 2 и од умор дури не бев во можност да монтирам, така што разбирам зашто не доаѓаат луѓе на проекции кога нареден ден треба рано да се стане за на работа. Затоа нонстоп кукам дека не заслужуваат режисерите публика за 2,5 сати нивните филмови, кои може да бидат прераскажени во 90 минути, ако се разбира тоа делото го допушта во неговата наративна структура. Меѓутоа, во случајот на 8 планини, не ја почувствува фрустрацијата како, например, во филмовите на Клер Дени или Серебреников, да кукам зошто непотребно трае развлечениот филм, затоа што согледав дека животна сага е во прашање, од детство до старост, и етапноста му даде една соодветна градација која ги направи овие 150 минути да бидат многу подносливи и како и филмот на Корееда ми го привлекува вниманието ликовите за кои ми беше грижа од почетокот до крајот на делото. Филм кој што воопшто не е наивен, за разлика од филмот на јапонскиот режисер, ако веќе ги споредуваме на Ист Кантар. Имено во италијанскиот филм станува збор за пријателството помеѓу Пиетро и Бруно. Пиетро е градско дете од Торино, а Бруно е дете од селото, последното дете во планинското село всушност, кое го одгледува семејството на Пиетро и го носи да порасне во градот. Сега во филмот се опфатени нивните подоснежни интеракции, поминувајќи низ тие coming of age тропи, кај што повторно се пресретнуваат во градот, а не само за време на летниот распуст во селото, и се спогодуваат да изградат куќа во планината на омиленото место на таткото. Сега, откако ќе изградат куќата, се договараат секое лето да го поминуваат таму, при тоа би се дружеле. Низ годините Бруно ќе стане планинар, залюбеник во падините, ќе стане сточар, ќе прави сирење, има жена и дето во селската идила, а Пиетро на почетокот ќе тагува зошто не може да се пронајде себе си, се додека не замине за Непал, искачи неколку врвови и запознае девојка која ќе му понуди дом и почне да издава книги. Пресвртот лежи во тоа што тврдоглавиот Бруно нема да може да обстои од сточарство, ќе остане верен на планината, а не на семејството, и ќе одлучи да престојува една зима во куќата пред да го затрупа снегот, што го предизвикува фаталниот епилог за човекот кому не може да му се помогне, ако не сака си помогне на себе си, кои подигнува зидини наоколу, наместо да најде друга поприфотабилна професија во градот, например во есента и во зимата. Планината нема да му избега, но тој е самотник кој има љубов само за пасиштата. Одлично е темпото низ кое се раскажува приказната и пресвртот е на место без да натежне во некаква љубовна кривина оваа броманса. Убаво доловена е пред човечката студија, кај што маестро зад камера Рубен Импенс, човекот кој што ги сними прекрасните филмови на Докурно, има одлична фотографска композиција и очи болат колку убаво се кадрирани падините и луѓето во нив, иако не сум доволно уведен за од употребата на ригидниот 1:33 наспроти еден аспект на снимање, затоа што во квадрат условно ги затвори падините, кај што 2/3 од платното беа изгубени на црвените маргини, наместо да уживаме во гледката, но убеден сум дека симетријата и размерот би се загубиле во тој случај. Сепак, можеби најдобро кадрираниот филм на фестивалот беше овој филм. Си исплакнавме очи за добрата фотографија, нахранивме мозок со една убедливо доловена животна сага за двајца браќа кои што се бараат себе си, многу поефикасно решено од делото на Десплешан. Тој ден, според мене, 8 од 10 без око да ми трепне добива овој филм од мене. Вторник, 12.7.2022, ми се разјасни теоријата дека најпосетени проекции на фестивалот се токму тие од 20:30, затоа што е најразумно време, кај што по завршувањето на филмот имаат слободно време посетителите да си ја продолжат ноќта, така што за разлика од минатите изданија на Cinedisc, кај што повторно тврдам дека ми недостасуваат репризите за да можам да ги погледам филмовите кои што сум ги утнал или се поклопувале во ноќта.
така што таа дупка остана непополнета во гледачкото искуство со оглед на тоа што нели целта е да се гледаат филмовите на отворено, така што е можно помало затворање на гледачите е добре дојдено во киносалите, меѓутоа никогаш не е на одмет репризирање на филмови заради тоа што кога е богата филмската програма настанува преклопување. Така што во вторник беше емитуван филмот на Парк Чан Вук, Decision to Live, и тоа како беше исполнет кровот на ГТЦ, без разлика на тоа што се шири нели звукот на секаде на отворено, тоа е неизбежно, но јас овој пат си ја научив лекцијата. Си дојав порано, затоа што присуствува претходно на промоцијата на енциклопедијата на хрватски панк и нов бран бендови во МКЦ, која што нели се одржа на самото плато пред нели под модераторство на Тошо Филиповски, авторот кој што ги разгледа сите маки на енциклопедистите тука и таму. Не можев да останам на документарниот филм за бендот Грч, но најдов време за трилерот на Парк Чан Вук, во кој еден детектив се инволвира во случајот за изнаоѓање на мртво тело на планина со сопругот на една тело на сопругот на една кинескиња, која што е осомничена дека е инволвирана пред се во неговата смрт. Сега, кога ќе го затвори случајот како самоубиство, настанува една временска елипса кај што се пресретнуваат тие во друг град, кај што исто така е пронајден мртов нејзиниот нов, односно стар сопруг во базенот. Инволвирана е и мафијата и останати криминогени ентитети кои попатно ги гони детективот, но преокупиран е со незатворените случаи и започнува да ја запоставува сопругата која секогаш има некој небитен факт да го сподели со нас, една интересна тривија, но внимателно вниманието пред се му го плени кинескињата и внимателно му го отклонува од неговата сопруга за оваа 2,5 часовно дело да се развие на романса, која дури 2 часа од почетокот на филмот паѓа првиот бакнеш, откако претходно ќе си го упропасти нели детективот самиот негов живот, што од случаите, што од прегнатата љубов, која тлее и бара да биде отворена. По Handmaiden тешко дека ќе може направи Парк Чан Вук екстремно дело кое ќе може да се носи со него, па замина во сосема друга насока, кај што има минимални акциони сцени, како што е борбата со синџирестата ракавица и ножот, како и една невпечатлива масовна пресметка, но богатството на филмот лежи во рожбата на невообичаената љубов помеѓу детективот и осомничената, неговите проекции, замисли кај што тој се наоѓа во незиниот стан и пред се Хичкоковата тензија која е воочлива во секој кадар, кај што се воздржуваат ликовите да бидат заедно, пред фаталниот епилог во кој ќе биде погребана нивната љубов од надоаѓачката прецеплима. Иако е предлогоделото, за разлика од Клер Дениевата љубов, тука има субстанција и константна игра со воздржаност и набој кој е воочлив, но и криминалистички елементи и визуелни решенија како мравките и мувите на мртвото тело кои лесно не се забораваат. Тоа е разлика помеѓу визуелен естет и снимателка на романса во Небрано. 8 од 10 има овој филм од мене. Од стотиците посетители на Кров се упати во Милениум, кај што веќе доцнев 15 на минути на проекцијата, затоа што толку време плюс за основањето се поклопуваше проекцијата на Парк Чан Вук со филмот на браќата Дарден, кои се негов антипод, односно контрираат со нивниот лаконски манеризам, зашто многу ги величам. Во Ториен Локита, нивниот филм, сведочиме на екзил на младо момче и девојка од Африка во Белгија, кај што се обидуваат да пронајдат подобра иднина за себе си и можност нели да пратат финансиски средства на нивната фамилија и да ги подобрат пред се финансиските средства со парите кои што ја заработуваат. За и двајцата добијат документи, мора да докажат дека се во крвно сродство, што значи дека момчето добива документи, а девојката не, која мора да се снајде некако да обстои во Белгија. Таа се инволвира во мафијашките кружоци на луѓето кои го овозможиле нели нивното прибегнување во Белгија и ангажирана да живее во еден магазин кај што се одгледува марихуана. Првпат е одвоена од младото братче и бара начин тоа да ја посети, прекрадувајќи се во автомобилот и откривајќи каде се крие таа, за да заработат повеќе пари, нели продаваат одсушената трефа, крадејќи на од еден мафијаш и продавајќи на друг, додека нели не бидат уловени и прогонети. За браќата Дарден да финишираат во препознатливиот за нив безнадежен епилог. Филмот
најпрвин фрла поглед на административниот лавиринт кој служи за да ги направи непожелни дојденците од колонизираните држави, а потоа е единствен начин за преживување и криминогеното дејствување, кај што се крие дидактиката во филмовите на Дарден, кај што криминалот никогаш не се исплаќа. Една оценка добиваат повеќе поради нивната експедитивност и ефективна монтажа, така што во 88 минути си ја прераскажуваат оваа сага најрафинирано што можат, од кој може да учат останатите монтажери што значи редукција на дејствие и убивање на убавите сцени со сцените кои што се најважни и потребни за монтирање на едно дело. За жал, тие како пијан за плот се држат до натурализмот и снимањето на рака, без употреба на музика, но ликовите па пеат песни кои ги приврзуваат заедно. Прекрасен филм со сите филмски салтанати на Дарденови, кој токму таков сакам да биде. Од нив гледам еден филм во 2 години и ми доаѓа како визуелно освежување кое не го злоупотребува моето внимание и се разбира дека во тоа задоволство уживав со посетителите на проекцијата во Милениум, како во секоја проекција која што нели трае до 1 часот, овој пат благодарение на Дарден можев порано да си дојдам дома, осум од 10 има овој филм. Среда 13.7.2022, за жал имаше поклопување на програмата со помеѓу новиот филм на Ана Јакимска и Мунгиу со втората вечер на фестивалот на краток жанарски филм Крацери, кој го организиравме во рамките на Синедес. Овој пат без дождлива проекција се одржа на Ветровитиот музеј на современа уметност, а селекцијата гласеше простори, звуци и движења. Ја селектираше Владко Галевски, кај што можевме да погледнеме 15 кратки танцови филмови, кои што се експериментираше со монтажа и фотографија и се приложуваше танцовата кореографија на впечатливи локации. По завршувањето на проекцијата се упати во дворот на МКЦ, кај што ја погледнав Live Music работеницата, кај што под раководство на Дарија, светски композитори и режисери соработуваат во создавањето на уникатен скор, кој беше применет на кратките филмови, но убавината беше во тоа што камерен оркестар го изведуваше во живо во среда за време на проекциите, што и тоа како беше неповторливо искуство. Имаше репетиција на еден од филмовите, но создадени беа различни композиции и на најдобар начин нели можеше да се демонстрира колку драматично различен удел може да има музичка творба, иако мене нели ми се допадна повеќе првата изведба на скорот на филмот Pickpocket. Скор доби и филмот на Тина Величковиќ, кој имав можност да го погледам претходно во црно-бела мелодрама без музика, само со диалог, но друга димензија воведе музиката која го надополни постоечкиот ламентирачки, меланхоличен тон кон кој што цели и натежнува самиот филм. Музиката дополнително ги екстензивираше овие негови начела. Денес е затворањето на фестивалот Сон нема да си сама на Горан Столески, периодична мелодрама со хорор елементи, која сакам да ја погледам на големо платно, затоа што Теренс Маликовите снимки во пештерите и полињата бараат големо платно за целосно уживање во нив, така што се гледаме на затворањето на Синедис. Ако морам да сумирам, изборот на филмовите на Синедис беше одличен и свеж, можеби најсвеж досега. Од Канскиот фестивал малата екипа која што на свој грб прифати еден огромен фестивал се бореше со невреме, на крај успеа да го донесе филмот до неговите љубители, а посетеноста беше поголема во работната недела и варираше во сите демографии, што најмногу ме израдува, затоа што филмот е за сите тука, да им понуди различен поглед во животот, да стекнат нови гледачки искуства, кои ќе го надоградат сечие постоење и претворат во подобра, променета индивидуа по гледањето на филмот, затоа што тие што го занемаруваат гледањето на филм во кино, како неважна и бескорисна дисциплина во секојдневното живење, не само што се во заблуда, туку и ќе продолжат да бидат шупливи битија, кои ќе останат закоравени во нивните ригидни погледи на животот од минатиот век, со неоплеменети души со уметност и тела препуштени исклучиво на потребата да се поседуваат бескорисни предмети, да се пишуваат ливчиња во обложуваница, да се скандираат наметнати туи пароли и да се робува на капитализмот со прегорен мозок. За крајот на емисијата
ќе слушаме композиции од Naxatras и од Villagers of Janina City, ја слушаме Джернито Нарахмон од нивниот Нарамон, се извинувам, од нивниот последен албум 4 на Naxatras, и се разбира дека момците од Јанина ќе ги слушаме со Age of Aquarius од истоимениот нивен албум. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 519-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Доареното издание на Дансе Макабре, одете во кино а гледате филмови, културно да се збогатите и надоградите, за да не им дозволите се извинувам на некултурните ситни души да ги наметнат нивните кривогледи и филмски невкус.